Глобалниот реномиран магазин Site Selection направи анализа врз основа на најконкурентните дестинации за привлекување на гринфилд инвестиции за минатата година, врз основа на бројот на компаниите кои ги започнале своите проекти. Македонија е рангирана за Источна Европа на високото 7-мо место според бројот на гринфилд проектите, а според бројот на гринфилд проекти по глава на жител го завзеде високото 3-то место, што значи дека само Чешка и Унгарија се пред Македонија по бројот на гринфилд проекти по глава на жител. Тоа значи дека нашите напори и активности кои се превземани во изминатиот период резултираат и со уште еден глобален реномиран магазин да ги валоризира нашите активности, што значи дека дополнително ова ќе влијае на нови компании кои ќе ги разгледуваат можностите за инвестирање во земјите на Источна Европа и Македонија се повисоко да ја стават на нивната инвестициска мапа. Дополнително, она што е важно е да се каже дека извозот во првите 4 месеци на оваа година бележи раст од над 30,4% споредено со 2015 година. Извозот надмина 565 милиони евра, што значи дека разликата помеѓу извозот и увозот е над 130 милиони евра за првите 4 месеци на оваа година и дополнително имаме индикации дека извозот на компаниите не само на овие што веќе работат во зоните, но и на оние што во блиска иднина ќе започнат со активна работа. Пред се тука сакам да го споменам Гентерм, кој е во завршна фаза на завршување на нивниот производствен капацитет во Прилеп, ОДВ Електрик, кој исто така во текот на летото треба да го заврши својот погон во зоната во Струга, но и Key Safety System кој активно започна со работа на почетокот на март. До крајот на оваа година ќе има и дополнително вработување и дополнителни активности околу производството и извозот. Во моментот, овдека во зоната во Скопје се градат 3 производствени капацитети. Тука е компанијата Хайтек, која го гради својот објект, компанијата ГЕС, тоа е германско-египетска компанија, како и втората фаза на Ван Хул, што значи дека активностите продолжуваат и во блиска иднина се очекува и започнување на градбата на новиот производствен капацитет на Джонсон Конс во Струмица, додека Кондево го завршува својот производствен погон во зоната во Штип и тој треба да биде функционален и да започне со активна работа некаде кон средината на летото.